Почитувани гледачи, срдечен поздрав до сите вас. Вечерва темата носи наслов "Успешни во најтешките животни околности". Неодамна светот го погоди пандемија опасна по живот, наречена COVID-19. Повеќе од 10 милиони заразени луѓе беа по целиот свет. Стотици илјадници умреа. Во тоа време најголема потреба на медицинскиот персонал беше потребата од заштитна опрема. Заштитната опрема вклучува облека, капи, ракавици, штитници за лице, очила, маски за лице и други опреми кои го користија медицинскиот персонал од разни инфекции или болести. Бидејќи COVID-19 се пренесува во воздухот, беше многу важно медицинскиот персонал да има потребната заштитна опрема. За време на кризата, во некои области имаше недостиг на заштитна опрема, така што многу здравствени работници го добија вирусот, заболеа и почина. Иако овие здравствени работници беа мощно зафатени во својата служба за другите, тие не беа имуни на вирусот. Им требаше посебна заштитна опрема за да преживеат. Уште една смртоносна пандемија. Има уште еден многу јак вирус кој се случува и се појавува на оваа земја. Вирусот на гревот, може да кажеме, го заразил целото човештво и ние сме во првите борбени редови. Секој од нас за време на пандемијата на гревот има потреба од заштитна опрема, почитувани гледачи. Ако ја занемариме заштитната опрема, најверојатно ќе бидеме заразени со вирусот на гревот. Ако во нашата избезумена трка низ животот не одвоиме време да се грижиме за духовниот дел од нашата природа, можеме да ја добиеме таа смртоносна духовна болест. И затоа сакам да прочитам совет од апостол Павле, кој го запишал, зашто нашата борба не е против гревот, односно против крв и тело, туку против начелствата, против властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобта. Поради тоа примете го сето оружје Божје, за да можете да се браните во лош ден, да откако ќе победите, да се одржите. Послание до Ефесјаните 6 глава 12 и 13 стих. Значи, почитувани, Божјето оружје е нашата заштитна облека против вирусот на гревот. Кога медицинскиот персонал влегува во собата на пациентот со коронавирусот, не помислува да влезе без некој дел од заштитната облека. Секојдневно ние, на жалост, влегуваме на оваа територија на злото, каде што милиони се заразени со вирусот на гревот, а ние не сме имуни секако на тоа. Ако влеземе незаштитени, тоа е целосна катастрофа по нас и за нас. Со Божјето оружје, почитувани пријатели, можеме да успееме во најтешките животни ситуации. Неговата заштитна опрема не штити во време на неволја. Која е таа заштитна опрема што ни ја дал Господ во овој судир меѓу доброто и злото? Еве, апостол Павле ни дава совети во Библијата. Читаме во второто послание до Коринќаните во 10 глава 4 стих. Оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта на Бога, на Божјата сила, стануваме мокно, добиваме мокно оружје во оваа тврдина. Со него ние уништуваме мудрувања. Кои се овие Божји оружје кои ни стоат на располагање, почитувани? Како можеме да ги употребиме тие оружја? Кој е изворот на нашата духовна сила? Какви средства ни дал Бог за да се бориме против вирусот на гревот? Едно од главните оружја или Божје оружје е неговата реч, неговото слово, Светото писмо, Библијата. Зашто Словото Божје е живо и действува и е поостро од секаков меч со две острици и навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот и ги проценува мислите и намерите на срцето. Евреите 4:12. Библијата е живо Божјо оружје, почитувани пријатели, жива Божја реч. Преку действувањето на Светиот Дух, таа станува жива во нашите срца и го менува нашиот живот.
Други книги може би инспирираат, но Божето Слово е вдахновено. Други книги може да го просветат умот на човекот, но Божето Слово не само што не просветлува, туку и не менува, постојано, од ден на ден. Божето Слово, Творечкото Слово, вдахновената Божја реч содржи принципи кои го менуваат човечкиот живот. Таа вдахновена мок на Божјата реч ја осветлува нашата темнина. Таа не менува постојано. Кога Бог ја изговорил Словото при создавањето на нашата планета, настанале чудни работи во позитивен смисол. Тој го создал овој свет со својот семоќен збор. Псалмистот еве што вели: преку Словото на Господа беа создадени небесата и преку духот на устата негова сите сили нивни, зашто тој рече и тие настанаа. Тој заповеда и се создадоа. Божјата реч, почитувани гледачи, е творечка сила. Они што го кажува се создава дури кога никогаш не било така, бидејќи неговото слово е толку силно, толку мокно, што го создава она што е заповедено. Словото што излегува од Божјата уста, почитувани гледачи, создава опиплива материја. Јас и вие можеме само да го објавуваме она што го гледаме, но Бог може да го објави она што ние не го гледаме. Она што Бог ќе го каже и се појавува. Она Бог што ќе го преговори се остварува. Еве, зборувајќи за тоа дека Сара, жената на Аврам, зачнала во низината старост, Павле ја потврдува ова извонредна вистина. Читаме во Римјаните 4:17. Бог кој ги оживува мртвите и го повикува да суштествува она што не сучествува. Пред Сара да забремени, Божјата реч објавила дека ќе забремени во подоцнежните години. Таа божествена изјава станала реалност, бидејќи Божето Слово има сила, има мог да го постигне она што Бог го објавува. Овде гледаме прекрасна вистина која го менува животот. Во пишаната реч се наоѓа креативна сила, изразена со зборови. Силата на Словото носи светлина во помрачените човечки умови. Силата на Словото ја задоволува жета на душата и ги храни гладните срца. Тој ја пресоздава душата според Божиот лик. Не зајакнува во битката меѓу доброто и злото. И затоа нам ни стоат тие заштитни средства на располагање, почитувани гледачи. Кога Исус бил искушуван во пустината, тој се соочил со сатаната со зборовите пишано или напишано е. Човекот не ќе живе само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Матеј 4:4. Писмо или Светата Библија ја храни душата наша. Низините учења ги задоволуваат нашите најдлабоки копнежи. Како што телото се одржува, зајакнува и се заситува со здрава храна, оживувачка храна, нашата душа се одржува, зајакнува и се задоволува токму со Божето Слово. Но ова не доведува и до следното многу важно прашање. Дали Библијата е само инспиритивна книга како и многу други? Или навистина е божествено вдахновена книга дадена од Бога? Ако Библијата е Боже вдахновено откровение за човештвото, а ние ги занемаруваме низините учења, тоа го правиме на штета на нас самите. Тоа е вечна загуба, почитувани гледачи. Ако Библијата е само инспириран човечки документ, тогаш таа има мала мок радикално да не менува на добро, на позитивно. Прашањето за библиската вдахновеност е клучно. Всушност, тоа може да биде прашање на живот и смрт. Ајде да ги провериме доказите во Светото писмо. Да видиме дали Библијата е вдахновена. Дали таму тоа жештено палестинско сонце кое немилосредно ги печело луѓето во тоа време, дали навистина тие примале од Бога совети и опатства. Таму покрај мртвото море едно момче ги чувало своите овци. Тоа бил уште еден обичен ден во неговиот живот. Секое утро ги носел овците да најдат малку храна на врелиот пустински песок. Тој воопшто и не
pretpostavljal, дека тој ден ќе го промени светот, она што тој ќе го пронајде. Кога едно од неговите овци залутало во пештерата, тој се обидел да ја исплаши фрлајки камења во пештерата. На негово изненадување слушнал како се крши некоја керамика, грнчарија. Мислејќи дека нашол закопано богатство, момчето оттрчало дома да му каже на татка си. Она што го пронашле во таа пештера тој ден многу било повредно од кое било богатство на древниот богаташ. Таму, на брегот на Мртвото море, во 1947 година биле пронајдени свитоци од Мртвото море. Тие глинени ќупови во пештерата содржале вредно богатство. Тие ги содржале најстарите библиски ракописи. Овие свитоци биле напишани во Кумран 150 години пред Христа. Тие луѓе биле наречени есени. Тие поминувале часови и часови рачно припишувајќи ја Библијата, за да се задржи точноста. Законите на припишување биле многу строги. Некои од најистакнатите светски библиски научници, специјалисти за древни библиски јазици, внимателно ги проучувале овие записи, овие ракописи со децении. Овие древни ракописи елоквентно сведочат за точноста и веродостојноста на Библијата. Покрај свитоците од Мртвото море, постојат многобројни и други копии на Стариот Завет од првиот век па наваму, кои ќе се споредат овие ракописи. Постои извонредна хармонија и точност, а тоа сведочат за точноста на препишувањето. Покрај ракописите на Стариот Завет има и повеќе од 2400 ракописи на Новиот Завет од првиот до 4 век. Библијата била припишувана, почитувани пријатели, и припишувана повеќе од која било друга книга во светот. Точноста на овие копии сведочи за библиската божествена вдахновеност. Очигледно Бог ги водел работите. И денес од генерација на генерација, ни сите милениуми, Божето Слово точно се пренесувало од колено на колено, од генерација на генерација. Од првата библиска книга, Битие или прва книга Мојсеева, до последната, Откровението, таа одговора на нашите најдлабоки прашања и зборува за најдлабоките потреби на нашето срце. Библијата е напишана или пишувана во период од 1500 години и ја пишувале повеќе од 40 писатели. Многумина од овие писатели не се меѓу себе познавале. Живееле во различни места, зборувале различни јазици, израснале во различни култури, но сепак секој пишувал под влијание на Светиот Дух и јасно изнесувајќи го Божиот вечен план за човечкиот род. И затоа, драги пријатели, нема противреченост во главните теми на Светото писмо. Низ целата Библија постои неверојатно единство на мислите и намерите. Значи, постои единство. Светото писмо ги одразува мислите на Божествениот ум. На повеќе од 3000 места библиските писатели објавуваат следново: и рече Бог, а Господ кажува, и слични изрази. Писателите на Библијата верувале дека се вдахновени од Бога, а доказите во Светото писмо открива дека пораката има божествено потекло. Исполнувањето на многу библиски пророштва ја открива вистинитоста на Светото писмо. Во Библијата има околу 31.000 стихови и повеќе од 8.000 од нив, повеќе од 25% содржат пророштва. Пророштвата се неверојатно точни, откривајќи ги имињата на нациите и светските владетели. Тие однапред ги откриваат најситните детали од Христовиот живот. Еве само да ви спомнам во ова предавање, почитувани пријатели, неколку примери. Биографијата на Исуса Христа била напишена стотици години однапред. Родниот град на Исус Христос се разбира бил Витлеем, но 700 години претходно Михеј напишал дека Месија ќе се роди во Витлеем. Видете во вашите Библии Михеј 5 глава 2 стих.
Декретот на Цезар Август ги довел Марија и Јосиф во Витлеем токму ноќта кога се родил Христос. Тоа вреди да се забележи. Назарет е град во Галилеја, во северниот Израел. Витлеем се наоѓа на околу 150 км јужно во Јудеја. Ова е само едно од големите пророштва за Исусовиот живот, за смртта и воскресението. Книгата Броеви, 4 книга Мојсеева, пишана пред 1500 години пред Христа, предвидува дека ќе се појави звезда на исток, како знак за раѓањето на Месијата. Христовата мисија понатаму е детално опишана во Библијата, Исаја 61 глава. Неговата смрт, вклучувајќи го и распнувањето, е наведено во Псалам 22. Речи си 1000 години пред да се случи. Многу важно. Дури и цената е ставена за колку Исус ќе биде продаден, а тоа се 30 сребреници. Проречено е во книгата на пророкот Захарија. Неколку векови пред тоа да се случи. Захарија 11 глава, 11 и 12 стих. Старозаветните пророштва го откриваат подемот и падот на народите, судбината на царевите и владетелите и иднината секако на нашиот свет до најмалиот деталј. Например, почитувани пророкот Даниел го предвидел подемот на 4 народи кои ќе владеат со Блискиот исток и навистина тие така и владееле во тогашниот познат свет: Вавилон, Медоперсија, Македонското царство и секако Рим, вклучувајќи и поделата на Римската империја. Може да погледнете и да прочитате во Даниел 2 глава 7 и 8 стих. Во Матеј 24 глава Исус дава воскитувачко предвидување за последните денови кои досега полека се исполнува. Ова се само некои од пророштвата кои јасно ја покажуваат веродостојноста, вистинитоста и божественото потекло на Словото Божие, на речта Господова. Главната цел на Библијата е да го открие Божиот вечен план на спасение. Библијата содржи историја, но таа не е само историска книга. Библијата зборува за науката, но не е само научен учебник. Библијата дава увид во човечкиот ум, но таа не е расправа за психологијата. Иако Божето Слово допира различни дисциплини, тоа е првото и најважното откровение на Божјата волја. Библијата на човекот му ја открива Божјата вистина на човештвото, за човекот. Библиските одговори на трите големи животни прашања се: зошто сум овде? Од каде сум дошол? И што ми носи еднината? Тоа се три многу важни прашања. Главната тема на Библијата е Исус, почитувани пријатели. За него сведочат старозаветните пророци. Секоја библиска книга е откровение на неговата љубов. Зборувајќи им на фарисеите, Исус еве што изјавил: ги истражувате писмата, зашто мислите дека имаат вечен живот, и тие сведочат за мене. Јован 5 глава 39 стих. Стариот Завет, може да кажеме, зборува за доаѓањето на Христос, за неговото прво доаѓање. Новиот Завет го открива Христос кој веќе дошол. Целата Библија сведочи за Исуса. Во Светото писмо Исус е јагне што умира, жив свештеник и цар што доаѓа. Тој не оправдува, тој не посветува, еден ден ќе не прослави. Исус е наш Спасител и Господ кој ни простува. Милостив е кон сите нас. Бог, односно Исус Христос, е сочувствителен и тој има сила да ни го промени нашиот живот. Библијата го истакнува Исуса и како голем чудотворец. Тој го менува нашиот живот. Исус додава: зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Јован 6 глава 36 стих, односно 63 стих. Светиот Дух зема начело од Божјата реч, почитувани гледачи, ги става во нашиот ум и едноставно ни укажува на Исуса Христа. Христос е центар на сите библиски учења, а апостол Павле тоа јасно го кажува. И така, кој е во Исуса Христа, тој ново создание, старото помина и ете се создава ново. 2 Коринтијаните
5.17. Библијата не е само приречник за тоа како да живееме христијански живот. Размислете за некои од символите на Светото писмо. Например, за светлината, за оганот, чекан, семе и леп. Тоа се символи кои Библијата ги спомнува. Овие различни слики имаат едно нешто заедничко. Тие ја откриваат силата на Божето Слово кој го менува животот. Божето е како светлина што не води низ темната долина на нашиот живот. Тој е како оган што гори во нашата душа, како чекан што го крши нашето тврдо срце, како семе кое расте во тишина и го носи плодот на духот во нашите животи, како лебот што ја задоволува нашата духовна глад. Псалмистот Давид понатаму еве што изјавува: Твоето слово е светилник на нозете мои и светлина за патеката моја. Псалам 119:105. Тој исто така додава: објавувањето на Твоите зборови просветлува и скромните ги вразумува. 130 стих во истата глава. Значи, почитувани гледачи, светлината секогаш е вклучена, го исклучува отсуството на темнината. А решта Господова е таа светлина. Ако сте во темна ноќ, на пат без светла, лесно може да се изгубите. Не би било необично да се сопнете и да паднете во длабока јама без светлина. Силна електрична светилка или батерија ќе ви биде од голема полза во тие мигови. Божето Слово им го осветлува патот на Христовите следбеници. Тоа не води дома. Исус е светлината на светот, што ја отстранува темнината со својата реч, со своето Слово. Евангелие според Јована, 8 глава, 12 стих. Кога ја споделуваме Божјата реч со другите, таа ја растеретува темнината, ја распршува темнината со која сатаната го обкружува нивниот живот и го осветлува нивниот животен пат кон Божето царство. И затоа, ајде да ја проучуваме речта Господова. Еден пријател вели, често по вечерната програма одиме до дома. Значи, тие биле проповедници и ја проповедале речта Господова. Патот до дома, вели, не водеше низ улички, низ шума што не е осветлена. Понекогаш одевме по тој пат во целосна темнина. Беше тешко да се остане на патот, истиот да се најде. Од искуство научивме дека батериската ламба значи многу. Кога светлината го осветлува патот, пешачењето до дома е многу попријатно. Без светлина ние пипкаме во темнината. И затоа Исус сака да не однесе дома, почитувани пријатели. И затоа речта Господова, Словото, нека го имаме сите ние во нашите домови, да го проучуваме како светилка, за да ни го осветли патот. Во Библијата, во Еремија 23 глава, во 29 стих, Божјата реч е споредена со оган и со чекан. Споредена е со оган, бидејќи огнот е сеопфатен. Кога го читаме Божето Слово, огнот на Божето Слово гори во нас, согорувајќи ги нашите грешки. Кога Словото се прочистува во оган, згурата гори. Кога златото, се прочистува, згурата гори и се одвојува. Процесот на прочистување не е секогаш пријатен, но неопходно е да се отстрани згурата во нашиот карактер. Божето Слово е како чекан. Зборот чекан може да изгледа необично да се опише во Библијата. Чеканите ги држат работите заедно. Исто така, тие ги разградуваат работите. Чеканот на Божјата реч ги разбива тврдите срца на парчиња. Размислете за драматичните промени што се случиле во животот на еден човек обседнат од демони. Римскиот стотник, разбойникот на крстот и многу други луѓе во целиот Нов Завет. Словото Божје удирало во нивните тврди срца, додека не ги скршил чеканот на љубовта. Во еден од најчестите символи во Светото писмо, Библијата е споредена со семе. Еве што пишува во Лука 8:11. Исус вели: семето е Словото Божјо. Има живот во малото семе. Кога семето на Божето Слово е засадено во почвата на умот, тоа носи богата жетва во животот. Исус, почитувани гледачи,
često го користи символот на семето за да го опише растот на неговото царство. Словото Божје посејано како семе во светот носи богата жетва. Исус ова тема ја развива на следниот начин во неговите параболи. Па рече, Царството Божјо прилега на човек што фрлил семе в земја, па спие и станува ноќе и дење. И како никнува и како расте семето, тој не знае. Марко 4, 26 и 27. Божјото Слово може да изгледа закопано некаде во умот на човекот. Може би изгледа закопано под кјуп грев, сокриено во гревот, но ако се негува, ќе никне во нов живот. Тоа суштински ќе го промени животот на човекот, ќе го промени ставот, нашите разговори, нашите навики и нашиот начин на живот. Семето дава живот, почитувани. Може би нема да видиме како расте семето, но тоа ќе расте во нашиот ум и ќе донесе резултати. Библијата го користи терминот леп. Читаме во Евангелието според Јована, 6 глава, 35 стих. Исус вели, човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Лебот е символ на животот низ целиот древен свет и е основна храна на нашата планета. Тој е основен прехрабен продукт. Човекот може долго да проживее само со леб и вода. Користејќи ја символиката на лебот, Исус изјавува дека тоа е основната потреба во животот. Во неговата позната проповед за лебот на животот, Исус, каде што нахранил повеќе од 5000 луѓе, ја дава следнава изјава. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен. Јован 6 глава, 54 стих. Тоа изгледа, почитувани, како многу чудна изјава. Што кажува Исус овде на прво место? Се разбира, тој не зборува за буквалното јадење на неговото тело и пиење на неговата крв. Јадејќи го неговиот збор, неговите учења стануваат дел од нашиот живот. На тоа мислел и пророк Еремија, кога радосно рекол: ги најдов зборовите твои и ги проголтав. Твоето слово ми беше за радост и веселба на срцето мое, зашто името Твое призвано врз мене, Господи Боже Саваот. Еремија 15 глава, 16 стих. Божето слово како парче, интегрален леп, ја задоволува нашата глад, нашата душа. Дали некој сте забележили дека тие рафинирани храни или производи не се толку добри и не заситуваат нашата душа? Словото Божие е главна животна намирница, ја храни нашата душа. И се разбира, Свето писмо е како ладен сад со освежителна чиста вода. Тоа е прекрасно задоволство. Тоа е задоволство кое треба сите ние да го почувствуваме. Но ништо не е толку задоволително како откривањето на вистината за Исуса во сите учења на Светото писмо. Кога ќе ги откриеме овие прекрасни вистини за Исуса, пред се ние сме благословени. Библијата е неуништива, почитувани гледачи. Неверниците со векови се обидуваат да ја уништат, да ја намалат вредноста на Светото писмо на Библијата. Нивната цел е да користат некои аргументи против Светото писмо дека не е вдахновена книга. Сепак, Библијата останува најпродавана книга во сите времења. Повеќе од 100 милиони примеруци се продаваат или се донираат секоја година на Библии, на Свето писмо. Гинисовата книга на рекорди проценува дека се отпечатени повеќе од 5 милиарди Библии на стотици јазици. Францускиот филозоф Волтер, роден во 1694 година, бил жесток критичар на христијанството. Тој верувал дека Библијата е полна со бесмислени работи и дека општеството живее во самракот на христијанството. Како успешен писател напишал 20.000 писма и 2000 книги. Повеќето од неговите списи биле напади врз христијанската вера
и Библијата. Се вели дека на крајот од својот живот изјавил дека неговите списи ќе ја заменат Библијата, односно Светото писмо. Тој верувал дека во рок од 100 години Светото писмо ќе стане остаток од минатото и наскоро ќе биде заборавено. 25 години по смртта на Волтер, на 30 мај 1778 година, печатерските машини што ги печателе неговите книги биле користени за печатење Библии на народен јазик. Да, тоа се остварило. Има уште еден интересен аспект од оваа приказна, почитувани гледачи. Даниел Мерит, доктор по филозофија и теологија, спровел опширно истражување за Волтер и известува дека Хенри Трончин, кој бил председател на Женевското библиско друштво од 1834 до 1839 година, живел во поранешниот дом на Волтер. Кога библиите биле печатени на машини кои претходно ги печателе неговите книги, книгите на Волтер, многу од нив биле складирани во неговата куќа, во неговиот дом, каде што до тогаш тој живел, односно председателот на Библиското здружение, помалку 100 години по смртта на Волтер. Каква неверојатна ситуација, каков неверојатен пресврт. Ова не подсетува на Исусовата изјава во Матеј 24:35. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. А пророк Исаја додава: тревата се суши, цветот овенува, но словото на нашиот Бог останува довека. Исаја 40 глава 8 стих. Библијата била оцрнувана, критикувана, исмејувана, раскинкнувана, на многу делови, испалувана, но таа се уште стои како сведоштво за божествениот авторитет. На секоја генерација таа изборува за милоста, за сочувството, простувањето и за новиот живот. Библијата е сила што го менува животот, почитувани гледачи. Најголемото сведоштво дека Библијата е вдахновена и низината способност целосно да го промени животот преку силата на Светиот Дух. Дозволете ми да ја споделам со вас и ова приказна. Господинот Чен, како жесток комунист, бил атеист. Според негово мислење, сите христијани не биле ништо помалку од неуки, глупави и необразовани селани. Еден ден, во 1992 година, господинот Чен се вратил дома на војно отсуство и открил дека неговата сопруга станала адвентист, христијанка. Од 1991 година до 1993 година, преку Светиот Дух се случува будење во североисточна Кина, а во еден град секоја година се крштавале помеѓу 2000 и 3000 луѓе. Кога господинот Чен открил дека неговата сопруга е христијанка и држи Библија во своите раце, тој се жестоко налутил. Неговиот гнев зоврел. Тој викал и се заканувал и ја заплашувал. Тогаш неговата сопруга добила сериозна инфекција на окото, за која била потребна операција. Секој ден седел покрај нејзиниот кревет во болницата. Кога почнала да закрепнува, почнала да ја чита Библијата со своето здраво око, а на другото имала фластер. Лекарот и предложил да ги одмара двете очи, но чувствувала дека и треба сила од Божјата реч. Во очај сопругот рекол: доволно е лошо што имам жена христијанка, но не сакам да имам жена која е слепа со двете очи. Дај ми ја таа книга, јас ќе ја читам. Таа сакала тој да ја прочита од книгата на Јов. Колку повеќе читал, толку повеќе станувал заинтересиран Чен. Бил импресиониран од верата на Јов. Тој не можел да разбере како некој што минува низ такви тешкоти и искушенија се уште може да му верува на Бога. Кога стигнал до крајот на книгата, уште повеќе се воскитил кога прочитал дека Бог ја претворил Јововата трагедија во победа и во негов благослов. И Господ го врати Јова во поранешната состојба, зашто се
zastapи za своите пријатели, па му ги удвои она што го имаше. Господ ја благослови неговата, но новата Јовова состојба уште повеќе отколку поранешната. Јов 42 глава. Господинот Чен продолжил тајно да ја чита Библијата, додека неговата сопруга ја напуштала просторијата за испитување. Наскоро не можел повеќе да издржи и таму во таа болничка соба му го предал својот живот на Христа. Денес тој е христијански проповедник кој силно го проповеда Божето Слово, односно Божјата реч. И ја чита Библијата, што некогаш ја презирал и ја отфрлял. Таа преобразувачка сила, почитувани гледачи, ја содржи Библијата. Господинот Чен сватил дека Библијата е Божја книга, Божје писмо. Библијата зборува за луѓе од сите култури, потекло и јазици. Представува надеж за тешки времења за сите луѓе. Имено во Библијата имаме небесна порака за секој од нас, почитувани гледачи. Убавината на писмото нека ви искапе душата ваша. Најдете мирно каче и дозволете му на Светиот Дух да действува во вашиот живот. Повторно почувствајте ја моќта на Божјата реч. Таа го променила животот на Господинот Чен, а може да го промени и вашиот. И затоа фала му на Господа за неговото писмо, за неговата реч, за Библијата, за Светото писмо, да ја читаме, да ја проучаваме и да живееме според упатствата што Господ ни ги дал.